представите? Се викам Билјана Илиева, наставничка сум по природни науки, биологија во Основното училиште Климент Охридски од Рачево. Супер! Имаме нова наставничка со нас. Наставничке, што ни имате спремено денеска за нашата ТВ училница? Многу убав час, со оглед на тоа дека е надвор снежно, а ние имаме цветови, ама е пролет, така да денешниот час ни е опрашување и оплодување ке растенијата за 5-то оделение. Одлично, за прашување и како и оплодување? И оплодување ке растенијата, да. И донесов тука изработки кои што можат децата да ги направат дома. Донесов свеж материјал, исто уште една изработка која што исто така е интересна и може и како наставен материјал, односно како нагледно средство може да се искористи, а децата може дома да се занимаваат, односно да прават нешто и да бидат креативни. Јас имам една идеја. Повелете. Дали може да земам дезинфекциско средство и да ги избришам овие работи? Може. Како што би се заштитиле сите? Како не, нема Лука, проблем. еве дезинфекциско Јас средство. мислам дека тоа треба да се прави секој ден. Од дистанца. Од дистанца. Еве, учителке. Еве, може и за Еве и на мене. вас. Така е. Сите Еве, може да за се мене. дезинфицираме и да бидеме Така. заштитени и од вируси и од бактерии. Така ли е? Да, и Лука, што е многу важно, што да правиме? И најважно да Дезинфекција. повторам, дезинфекција на вашиот мобилен телефон. Сите многу ги користиме мобилните телефони, снимаме многу влогови и така мора да ги чистиме за да бидат заштитени тие. Ние ги срабуваме, го допираме до лице, стискаме со раце па се чепкаме, затоа најубаво е да ги чистиме и нив. И да се вратиме на нашиот час. Така, најпрво треба да повториме за градбата на цветот. И тука на многу убав начин е се направени сите делови на цветот што децата треба да ги знаат. Односно дека цветот се состои од цветна дршка, чашкени ливчиња кои што се зелени по боја и се малку помали. Потоа венечни ливчиња, шарено обејните, оние кои што ги привлекуваат викаат Венечни ливчиња. Да. А во внатрешноста се наоѓаат машките и женските делови од цветот. Тоа се прашниците и во средината е толчникот. Во основата, во долниот дел од венечните ливчиња се наоѓаат два вида на жлезди. Едните се викаат нектарни жлезди. Тука малку сум ги обоила со боја за да личат за да се познаваат. Нектарни жлезди кои што излачуваат сладок сок, а исто така има и мирисни жлезди кои што ги привлекуваат инсектите за да можат да доаѓаат и да го направат следниот процес што денеска треба да го учиме, односно денес што треба да се запознаеме. Така. Сега првиот процес е опрашување. Опрашувањето представува процес на пренесување на поленовиот прав од прашниците врз устенцето на толчникот. Но треба да се запознаеме сега со деловите од прашникот и од толчникот. Односно, вака ќе направам за да биде малку повидливо, да го видиме внатрешниот дел од цветот. Прашникот На оваа камера. така, прашникот се состои од прашнички конец или прашников конец и на крајот од прашничкиот конец има две антери, односно две прашнички кеси. Во тие прашнички кеси се создава поленот, кој што односно ова представува машки дел од цветот. Поленот потоа ќе треба да се пренесе врз следниот дел, а тоа е женскиот дел од цветот. Женскиот дел од цветот е толчникот и тој има три дела: устенце, столпче и плодница. Внатре во плодницата се наоѓа женската полова клетка, јајцеклетката, и поленот треба да стигне до плодница, односно до јајцеклетката која што се наоѓа во плодницата. За да може тоа нешто да се случи, поленовиот прав треба некако да се пренесе врз устенцето на толчникот. А устенцето на толчникот е лепливо и влажно постојано и овозможува лепење на поленовите зрна. Ама тука некогаш на поленовите зрна им треба помош, а таа помош може да ја направат инсектите со нивното летање, односно одење од цвет на цвет, за да собираат сладок нектар, сладок сок. Им помагаат на цветовите да можат да се опрашат и потоа можат колибрите исто така се интересни птици кои што се нели многу мали и тие помагаат исто така се исхрануваат со нектар и тие помагаат многу во пренесување на поленовиот прав. Ветерот е исто
многу помага при опрашувањето. Водата помага исто така кога врне дожд. Значи едно прашање. Повелете. Дали овој дел, значи исто е на овој, може да покажам. Да, така? да. Значи ова е машкиот дел. Треба да дувне ветер или да помине некоја птица, Така е. за да го бутне ова што Така. седи тука, така, да падне овде, во Така. средината, Така. во женскиот дел, Така. тоа се вика толчник. Така. И кога ќе падне, почнува опрашувањето на Со тоа, оплодувањето на. со тоа е завршено опрашувањето, сега почнува вториот дел. Вториот дел е... Извинете, едно кратко прашање. Повелете. Дали тоа мора да го направи инсект или птица или може човечка рака да го помогне? Може, тој човекот процес? многу помага таму каде што на пример во Холандија има нели многу растенија, Да, многу да. лалиња, многу кои што нели не може секогаш доволно нема доволно инсекти кои што може тоа да го направат, па човекот помага така, затоа ја донесов и оваа четкичка тука. И имаме тука еве имитација на поленов прав. Чекайте сега малку, може да ме помогнете малку. Може. Еве така. Само да го еве. Кај да направиме дезинфекција? Да, Кај добро, добро. дезинфекција? Не, вака. Јас ќе си го дезинфицирам И така. да Ете, држиме така. дистанца. Така, еве да замислиме дека ова Растојание. ни е полен. Еве го поленот. И од антерите, од прашничките кесиња, паѓа на устенцето на толчникот. Тоа може и човекот да го направи. Добро. Значи сега- можеме да им помогнеме на растенијата Можеме да им се помогнеме. опрашат. Да, да. Можеме да им помогнеме. Следно нешто што треба да го направиме, да го објасниме, е вториот процес, а тоа е процесот на оплодување. Сега за овој процес потребно е поленовото зрно кое што веќе паднало тука на устенцето на Да. толчникот и бидејќи веќе има доволно вода, почнува да рти и да создава една цевка надолу, се движи низ столбчето на толчникот, за да може да стигне до плодникот, односно до јајцеклетката која што се наоѓа внатре. Кога се создава поленовата цевка, низ поленовата цевка патува машкото јадро и мора да се спои со женското јадро што се наоѓа во јајцеклетката и да се создаде семето. Со тоа процесот на оплодување е завршен. Значи, првиот процес е опрашување, Така е, кога ова прашокот тука ќе падне во женскиот дел, така, тогаш завршува процесот на опрашување и почнува процесот на На оплодување. така, И кога поминува тој прашок низ прави поленова цевка и поминува Така е. низ неа и влегува во јајцеклетката, тогаш завршува процесот на односно ќе се спои со женското јадро. точно така. Машкото ќе се спои со женското јадро во јајцеклетката, Така. односно ова тука од Тука пластелин што е внатре, направено како така, јајце. Така, Тогаш завршува процесот на оплодување. така е. Добро. Така е, Петка Лука. со звезда. Јас не сум лош. Така. Имавме подготвено 2 видеа кои што ако може да се пуштат, Да, нема секако. проблем. Само да ни кажете каде се видеата. Едното видео беше за опрашување, не знам дали е препратено. Опрашување, вака гледам дека не ни е Не. препратено. Не, добро. Добро, Така, нема. не ни е препратено, штом го нема овде, го немаме наставничке. Добро, не е Ќе се проблем. потрудиме Има на некој многу- друг начин да го- Има многу интересни видеа кои што ги покажуваат сите овие процеси така на многу едноставен и сликовит начин, па учениците можат да пребараат на YouTube каналите. И сега О, одлично. на Секој нека побара на YouTube канал процес на опрашување и на оплодување. Значи, Кај растенијата. А И сега- ако нема, значи тоа е задача за вас, млади лукерчиња, лукери од Лукзила, да направите видео за процесот на опрашување и на оплодување. Значи, тоа е задача за вас. Значи, сакате да ни кажете дека секое растение, као да речем, ако јас сум девојч, а Лука е момче, не јас сум само девојче, не сам момче, сака да кажете дека растенијата имаат и машки и женски делови Точно внатре. така. Имаат и машки и женски делови, за да може да се создаде семката, мора такво нешто да се Така. случи. Сега, има цветови, има растенија, како на пример тиквата, која што има еден цвет и е само со прашници, друг цвет и е само со толчници. Сега тука сакам да го споменам другиот начин на
на опрашување, односно има други два начини на опрашување, затоа го донесов овој свеж материјал. Еве, например, вака, ќе земеме два нарциси. Тука внатре во нарцисите многу убаво се гледаат, крупни се цветовите и многу убаво се гледаат прашниците и толчниците. Сега вака, ако овие два начини се наречени само опрашување и вкрстено опрашување. Кога имаме, ако го земеме само едниот цвет од нарцисот, и ако кога ќе дојде периодот кога поленовите зрна треба да го извршат процесот на опрашување, односно ќе излезат од поленовите кеси, и ако го опрашат толчникот на овој цвет, тогаш станува збор за само опрашување. Самото име ни кажува само опрашување. Ама ако имаме уште еден цвет, и ако пчелата или ветерот од едниот цвет го однесе поленовиот прав на другиот цвет, а поленовиот прав од овој цвет отиде на друг цвет, тогаш имаме вкрстено опрашување. И ако тоа го нацртаме вака и го покажеме, убаво се гледа дека се вкрстуваат, нели, патеките на поленовите зрна. Мене малку ова не ми е... Некако и мене ми е. Малку ми е збунувачки. Со цвеќево ми беше Ајде полесно. така нека биде. Еве ги двата цвета, земете го тој цвет. Добра. Дезинфицирана. Еве ги поленовите зрна на мојот цвет. Така. Кога тие прикачени врз инсектите или врз птиците или ветерот ги однесе на толчникот таму на тој цвет. Значи, Тоа е вкрстено. Така. Значи вака овој прашок, така? Така. Од тука. Така. И го дува ветер и лета и го донесе тука. Така. Така. Ама го донесе на овие... Толчникот, на толчникот. Добро. Така. Добро. Сега од таму поленовите зрна. Овие? Така. А сега овие, значи прават размена. Прават размена. И од тука сега гледаш Лина. Колку е интересен овој природен процес. Така. Сега тука доаѓа. Не, тука. Да, извинете, средина. Значи прават размена на поленовите зрнца. Така. Бум, гледаш Лина? Еден метар дистанца држи од мене. Значи тоа се нарекува... Колку се убави овие чуда на природата, колку се убави овие работи, многу сакам да слушам. И уште еден интересен податок убаво е да се знае, дека секое растение, односно секој вид на растение, си има свој посебен вид на поленови зрна. Не може, еве, донесов тука два вида на растенија. Поленовите зрна од зумболот не може да ги опрашат, да ги оплодат. Никако. Може да биде само од еден вид. И изгледот е дури различен. Под микроскоп, кога гледаме со учениците под микроскоп поленови зрна од различни растенија, и се гледа, некои имаат израстоци, да се прикачат за инсектите, некои се мазни. Например, на кај тие растенија кои што се опрашуваат со ветер, не им е потребно да имаат некакви израстоци да се закачуваат. Доволно мазни им се поленовите зрна. Тоа некако многу слично му доаѓа како отисоците од прстите, нели? Секој има свој единствен отисок. Така е. Тие си имаат единствени и секој вид на растение си има единствен изглед на поленовото зрно. И изгледот многу зависи од тоа како се опрашуваат. Односно како треба да се пренесат на друго растение. Така. Алина, дали знаеш дека оваа размена која што има кај цвеќињата, дали знаеш дека и ние луѓето многу одамна, пошто претходно учевме за традиција, нели? Ние луѓето луѓето немале пари и луѓето се разменувале добра, разменувале средства. Например, ти ако имаш има кажувано тоа дедо ми. Да, мене дедо мен да ми го има кажано. Да. Ако имаш ти пример леп, а јас имам сирење, ако имаш ти два леба, јас имам две сирење. Наставничката има јајца, тогаш си ги разменуваме добрата, стоките. Да, јас ти давам на тебе сирење. И ти јас на тебе за твоето сирење ти плаќам со брашна. Па не ми плаќаш, се разменуваме. Па размена на стока, затоа што нема пари. Вообичаено ти ако ми дадеш сега, ти ако ми дадеш сирење, јас ќе ти платам со пари. Сега јас за таа вредност ти давам брашна, леп, што да.
Ета, Интересно. баш ми се допаѓа што ви се допадна на вас. И би сакала за крај да им кажам на децата, односно на учениците, не мора да учат толку многу, доволно е да погледаат некое видео, да изработат Едукативно нешто, видео, да, некое едукативно видео во врска со денешната лекција, може да ги изработат овие цветови, да повторат така на тој начин заградбата на цветот. Тоа дури и се разделува. Се разделуваат сите делови. Може да се одвојат, да. Сакате да ги одвојам? Па ако, Хајде видиме. Еве го толчникот. И вака Така. можете полесно да научите. Ма не точникот, а долу. Да, Ова е само еден точно. дел, столбчето. Това е и- столбчето, а да. точникот Така. е долу. Еве ги. Ова се прашниците. Точно. Yeah. Ова е Чек, толчникот извадете го толчникот прво, прво, да. Ево, толчникот е најтежок затоа што е најбитен. Да, од него Толчник нема да внатре имаме ќе има по- семка, размножување на тоа толчникот. е друга лекција. Внатре мора да се создаде семката, а околу плодот да се создаде, затоа е многу важен. И еве го цветот. Така. И еве го... Не, тоа се венечни ливчиња, нели? Да, венечни. Ова не го знаев. Го кажа наставничката на почетокот. Венечни Добро, ливчиња. Лина, не сум како тебе толку паметен. Не, ама Лука, ти, значи, колку брзо учиш, јас сум многу изненадена и импресионирана, да. И па, фала, мило ми е. Мило ми е што ти ми го кажеш ова, затоа што ти си најдобрата ученичка во нашиот клас. И мене ми е мило што многу брзо учиш. Сега да се поздравиме еднаш? Ајде. Ајде. Бум, 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 бум. Видете како кул поздрав имаме Така ние треба. што ке? Убаво е да се нови нешта, нови поздрави, нови баш во ова време сега кога навистина треба да внимаваме. И да се Значи, дезинфицираме дечиња, уште јас еднаш. многу сакам, ова мене ми е многу интересно со опрашувањето и оплодувањето на растенијата и баш би била среќна доколку една од лекциите што ни ќе ни ја раскажете преку вашите телефони ќе биде лекција по биологија. Едва ги чекаме овие лекции, а во меѓувреме земете, проверете, најдете некое видео да научите некое едукативно видео да научите многу убави работи за растенијата и за природата што не обкружува. Правиме пауза и оди следниот час.